Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Денес ме спопадна дека сакам сите јадеме манџи дома, ама никогаш во животот немам седнато некаде да јадам чорба. Така да денес за прв пат си решив, пробуваме нови искуства во животот, да видиме како е да седе чорба. Значи ја не можам да се замислам да седам некаде и да сркам чорба, и ова ќе биде буквално прв пат. И сега сигурно се чудите зашто вие го правите тоа нонстоп некаде од вас. Идеме на чорба. Океј, седнавме во кафана Дебар Мало. Ја и како сум ја настина, дали ми го слушате гласот? И пева ги чорбите од масе тука. Се служат до 3, добро е. Дали најчесто се јаде како предјадење или се јаде како доручок или тоа зваѓа предјадење, се така? Така ќе му да? Има телешка, шкембе, рибја, јагнешка. Јас се викам да зјаме на телешка, а сега друго останато се викам да го гледам после или да нарачаме прво све па да кажеме кога што да донесат. Што да биде главното јадење? Може да нарачаме? Ќе земам прво телешка чорба, ќе земам една македонска салата, ќе земам бечка шницл и кола обавесно. Тоа е тоа. Снимате се ово? Да. Не знам, не можам да се замислам некаде онака да седнам и да јадам чорба и морам да пробам, значи штом толку луѓе јадат. Обично кога така сум спомнувал на луѓе, ја чорба никако. То не знам зошто не ми одговара некако да седам тука да сркам чорба. И сите викале, не знаеш што пробушташ. Чакај да ќе видиме што е тоа и зошто е толку тако. Фала. Може. Чорба да сакаме волно. Фала. Фала. И сега како се јаде чорба? Човек, личи многу вкусно, многу добар мирис има. Знаеш што, сега се осеќам ми доаѓа некој вајб како градинка која бев. Кога ми служа така јадење, некако тој мирис ми надојде онак. Кога сум сега во градинка. А колку да става? Да не стам многу? Да стам еднаш. Зар некој би го сипал целото? Баш личи добро. Човек мене вака ми е срам, ко дома да сум. Го прават ли ова луѓе вака? Да вркаваш 100%. Не тераш да правам друга. Да се бругам пред луѓе. Мора добро е. Топло, много вкусно. Човек замислиш да го бараш состанок со некој? Или прв дејт? Или нарачуваш чорба? Сигурно го прават и тоа луѓе. А шо? Топ се тие. Фала. Стигне и шницла да бе. Јој. И тоа мога ми лечи добро. Ја денес само чорби јадам. Ја си мацнам. Има да ги пробам нека сите различни, секој ден чорба. Човек, ама баш онакако кога не ти е спремила мама дома. Баш е. Многу ретко јадам толку течна храна. Треба почесто да се јаде. Не ме засмеј. Идеме сега на, пошто да знаев да сечам ово. Идеме сега луѓе, ова е бечка шницла. Човек, ова не знам дали ја јадам некогаш. Ма немам сигур. Татар сос да. Има татар сос, има помфрет. И да пробаме сега. Значи денес, се што обично не нарачувам, денес го нарачувам тоа. Зашто обично све едно исто се вртат 3 јадења, сега нова. Ова рече свинско е. Добро е. Земем салатче. Ова беше македонска. Дојде полицајци да седнат. Не фали сол. Ова не е сол. Тоа не е сол. Ова е сол. Ако. Човек, баш ми е свеја онака подраман. Месото ми е меко. Помфритот ми е таман кој јас што го сакам што би го направил. Чак треба, пример да се вратам тука, уште едно 8-9 пати и така цело мене посебно. И така ќе си открив нови работи. Пример, од денес ја јадам чорби. Кога некој негде ќе ме викне да знае таа чорба нарачувам. Така, на состаноци на шо и да е чорба. Со лук. Мислам да е топ. Јас се пријадов уште со банички. Нарачам и благо. Да земам баклава. Најмногу се мислам за баклава, зашто пишува дека Дебар Мало баклава. Сите други се ваljda обични работи. Тоест има палачинки Дебар Мало. Палачинки или баклава? Баклава. Денес некако така сум расположен, како се викаше боем. Некако така се осеќам целиот боемски. И на Боемска улица сум. Ејој. Боем рано по сабајлички. Тоа ќе земам готово. И за крај Дебар Мало баклава. Да видам, човек, ова е можеби различната баклава што сум ја видел. Очекував да стигне некако многу помало. Не сум очекував помало. Зашто баклава обично ја замислам дека помала, ама да видиме. Мора и ова да е добро.
Размислувам дали нешто плюс додавано од обична баклава, и сигурно има нешто. Зашто постоеше и на друга баклава со лешник, тоа е таа со лешник. Чак баше вкусно. Значи баклава која немам јаден, ова денес буквално јадење што ги немам јадено или никогаш или многу давно. Оба направив. Што е сметката? Колку дужиме? 900 денари. Лепче 30, баклава 150, кока-кола 110, македонска салата 170, бечеш нисла 290, тенешка чорба 150. 150 денари чорба. Ја стварно се стварно се ќе јадам чорби. Човек, просветлување од денес. Добро, најверојатно тоа е тоа за овој видео, али што го гледавте. Пишете во коментари кој е тоа јадење што вие никогаш го немате пробано у ресторан. Дали имате вие пробано чорба и препорачајте ми некоја друга чорба што сигурно знаете што ви е превкусна, ја да пробам нареден пат. Лайк, subscribe и чао. Чао.